Ново издание на Агроспектар, почитувани гледачи, добро дојдовте. Аграрот и понатаму е на удар на климатските промени, чести промени на времето, силни ветрови, врнежи од град и сето тоа во поедини реони, штети врз земјоделските култури и така аграрот е пред распаѓање, нема трајна стратегија во земјоделското производство, земјоделците се снаоѓаат како знаат и умеат да произведат стихијски, а потоа да најдат и пласман за производот по цени кои што се далеку од пристојни и цени кои што далеку од тоа дека можат да ги покријат производните трошоци. Од година во година или од месец во месец аграрот е се подолу и подолу. Земјоделците се револтирани од односот на државата во изминативе 3 децении. Како и да е, дали Македонија во наредниот период ќе стане сериозен увозник на храна, бидејќи домашното производство речиси е далеку под потребното ниво. Колку науката се практицира во земјоделското производство или пак земјоделците сами по себе, по сопствени знаења и убедувања произведуваат храна, ќе говориме во емисијата. Ќе се осврнеме на времето како значаен фактор во земјоделското производство, а секако ќе ја согледаме и состојбата на терен во овој период. Бидете со нас, ова е Агроспектар, со нас е професор доктор Исто Вучков, добро ни дојдовте. Добро е до вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Имаме турбуленции во времето, овие климатски промени не се ништо ново, веќе се реалност, се случуваат и кај нас. Минатата недела имавме ветрови со 130 км на час, кои што наликуваат на нешто што не беше карактеристично за ова подрачје. Струмичко ми се чини дека силниот ветер направи сериозни штети по пластениците. Имаме и врнежи од град, една анализа за времето, што се случува и овие временски промени ќе се одразат ли негативно врз и така отепаниот аграр во Македонија? Токму така, тоа што го рековте е чистата вистина. И јас само ќе додадам следното, дека ние сме со последниот ден од јули месец, сред лето, каде што треба да имаме една консолидација на времето, топли периоди и на еден начин на помош на земјоделците по однос на одгледување на културите. Наместо тоа ние имаме веќе во нашите емисии кои подолго ги имаме на КТВ телевизија, имаме едно тектонско пореметување кое го веќе деклариравме во претходните емисии. Ние имаме поместувања кои се штетни по земјоделските производители и по целата вегетација. Тоа ќе го надополнам, ќе го потврдам со оние последни 2-3 години ние имаме поранување на вегетацијата со високи температури во зимските месеци, април или мај месец кога дојде вегетацијата во фаза на цветење, тргнување, ние имаме ексцеси од ниски температури и имаме големи штети во земјоделското производство. Снегот веќе 2-3 години го немаме, тоа е се тектонско пореметување на времето. И јас ова недела имав прилика да го обсервирам целиот тој чин на времето во светски размери, на земјината топка. Трагедија е кога гледам една Франција, Португалија, Шпанија, илјадници хектари шума изгоре. И жртви има. Тоа е се забот на времето. И несовесноста на човекот кој треба да биде господар на земјината топка. Јас така го гледам тоа. И наместо да ние имаме внимателност кон тие високи температури кои можат за миг да предизвикаат пожар, во Париз фатиле преку 140 пиромани кои предизвикале пожар. Значи, човекот од времето како екологист слушав од одредени повозрастни луѓе дека човекот е фактор број 1 за оние деструкции што се јавуваат на земјината топка. Дали е тоа копање на руди, дали е тоа пожари. Факторот човек со неговата алчност и она лакомост да дојде до профити, тој
еколошкиот интерес го става на сосема споредна пруга, а неговиот личен интерес е најзначаен. Најнов случај, ќе го кажам, веќе долго време луѓето во Струмичко не дозволуваат во Иловица да се отвара рудник. Пред неколку дена слушнав дека веќе потпишан договор, и тоа од Илија Димовски, некој си вице-премиер, дека е дозволено веќе преиспитување на 30 копови на руда во Источна Македонија. Ако тоа се случи, Струмичкиот регион, кој беше најголем извозник на храна во бивша Југославија, тука ќе биде стане рударска средина. Но се надевам дека тука народот ќе победи, бидејќи тие поединци кои сакаат да профитираат врз рудни богатства, врз други работи, не гледат дека Струмичко има 280 дена светлосни, дека има типна почва за цела Европа да произведува храна во текот на цела година и да биде повикана од Европската заедница да влезе во европското семејство, а не ние да бидеме зависни од Грција или од Бугарија за влез во Европската заедница. И значи, со еден збор, трајната стратегија, пред малку рековте, трајната стратегија за аграрот од осамостојувањето буквално ја нема. Во политиката се влезени луѓе кои сакаат исклучиво да профитираат и ја ништат земјата и одеме во еден тотален амбис. Така, да немањето на стратегија се отсликува на терен, тоа значи аграрот пропаѓа, веќе 3 децени стрмоглаво надоле. Што се случува во овој период? Повторно ниски откупни цени, повторно реакции, незадоволство на тие што останаа да произведуваат храна во Македонија. Тука е ситуацијата трагична. Но кога зборавме за времето, заборавив дека вчера имав, да го спомнам тоа, контакт со Хрватска. Во Хрватска во текот на вчерашниот и предвчерашниот ден, значи паднал град во големина со диаметар од 5 сантими. Коли со шофершами, вика, се е направено лом во Србија, во Хрватска. Скоро цела Хрватска е опфатена со такво невреме, кое во светски размери веќе предупредува дека човекот треба да се вразуми, да влезе во права насока и да помага да ја чува природата, бидејќи сите тие тектонски промени имаат свое потекло. А потеклото е пореметување на системи. Не може 5000 хектари шума да некој експлоатира за дрва и да остави таму еден празен простор за стварање на такви целосно климатски промени во светски размери. А тоа се прави, бидејќи капиталистите тука немаат жал за својот профит. Се е профит. Се е профит и тука веќе го чувствуваме и ние тоа, каде што неделата која заедно во Силово, од цело Струмичко, Куртовската капија веќе пред берење. Тоа да дојдете да видите, тоа е трагедија како беше се сравнато со земја. А пред 2 недели имавме во Колешино и Банско, град во големина на Орев, кај што Бостонот беше во фаза на берење и упропасти се. Сето тоа е завод на времето. И сега, состојбата, што времето ја носи, трговците со политикантите, не ги викам политичари, бидејќи тоа се политиканти кои се влезени во политиката исклучиво ради нивни интерес, а не да го застапува народот, мене и тебе. Да каже направив тоа и тоа за доброто на тој народ што ме избрал. Тоа го нема. И сега крајниот епилог од сето тоа кој е? Тоа го рековте. Веќе за наредните 2 години ние ќе видиме увозници на храна. Можете да замислите. А имаме површини кои се злоупотребуваат за фотоволтаици, се злоупотребуваат за некакви градби. Пазете, на прва класа земја во бивша Југославија, 1 квадрат да дадеш, да потпише некој референт или раководител,
да го преименува тоа земјиште што треба за тоа е стратешка работа за државата, која треба да раѓа за генерациите кои идат. Тој дава без пардон пренамена од плодно земјиште во градежно. И тука се гради некоја зграда која во неа буквално ништо нема, или откупен пункт, или магазински простор, или така, а земјата веќе не ствара нова храна. И тука имаме рапидно уништување на плодното земјиште. Тука главниот фактор за кој треба одговорност, за тоа ќе дојде, е нечестната, корумпирана приватизација која се направи на големите комбинати, кои требаше да се трансформираат, да произведуваат храна, него системот нека ги преиначи, секој интересот да си го најде во тоа. А тие направија пихтијаста форма, ги дадоа на неколку газди, и газдите сега на радиото слушам, дека најголемата визба на Балканот, која имате вие, која е дадена на еден човек, на Свето Јаневски, и тука имаме, сега ќе примаме агрономи за да примаат грозје. Тоа грозје за да се прими треба да има позадина на квалитет, шекерност, шекерни единици и тие квалитетивни особини. Тука имаме целосно распад на систем на вредности. Буквално во Република Македонија систем на вредности не постојат и во земјоделието посебно имаме стихиско, тоа што го рековте многу мудро и вистинито, стихиско производство. Тој прска кога сматра, кога мисли дека треба да прска, тој фрла ѓубре кога тој мисли, а за тоа имаме цели институции во Скопје кои од буџетот секој месец имаат големи плати. Ние формално правно кога ќе дојдат странски некои гости, викат вие имате најдобро уредено општество. Толку лаборатории, толку научни работници, толку факултет. Пазите, за факултетите некој читав, дојде еден странски експерт, вика Македонија каде оди, јас не знам. Но Република Македонија да има 22 правни факултети. Ве молам. Која, дали сме ние Калифорнија или сме парче земја, 22 правни факултети. Имаме универзитети, имаме се, а на листата горе во светски размери, меѓу 2000. Така, тоа се купените дипломи, тоа е неквалитетот кој што се продуцира. Немање на систем на вредности така. И чиста импровизација или формализам. А политикантите, така. Ту сме втори или трети во Европа или во светот. Тука веќе го загатнавме она што е следно во емисијата, а тоа колку се почитува науката. Вие сте 5 децени, повеќе од 5 децени во науката, во аграрот, се обидувате да се имплементира науката, меѓутоа, она што го гледаме во државата, аграрот е без имплементација или корпорација на науката во самото производство. Тоа значи токму тоа стихиско производство, немање стратегија, немање стручни совети од институциите кои што треба да го едуцираат земјоделецот, како што тоа е во Грција, во Турција и не знам сите земји кои што имаат уредено земјоделско производство. До каде ќе стигнеме без да ја почитуваме науката? Тоа прашање ви е точно на место и точно ме боли, бидејќи 50 години сум во науката и имав смерница од бившите мои професори дека апликацијата, прво спремањето или надградувањето од науката, да бидеш стручњак, личност, и негова апликација во производството е равно на успешна држава. Е равно на успешно производство, а државата да биде лидер. И, што е уште поважно, државата тоа да го свати дека селата се базата, темелот на државата. Урбанизирано село, добро организирано со производство и тип на почва што има, еве Струмичко да го земеме или било кој, или Кавадарци. Нема фамилија каде што нема квалитетно грозје и квалитетни производи.
Но, морам да кажам дека од осамостојувањето нас не водаат луѓе најмалку духовни со македонски синдром во себе. Значи, доаѓаат во политиката луѓе кои сакат, кои испрофитира, почнувајќи од Љупчо Георгиевски, слушам за Бучковски, сега во Сенатот бил одреден за председател, а беше осуден на 3,5 години затвор. Сите тие луѓе кои направија зло, одговорност нема никаква, за приватизацијата нема никаква одговорност и државата со аграрот е ставена на маргините и формално се гледа и тоа што рековте ќе дојде да ние бидеме увозно зависна земја за храна. А го имаме најдобриот услов на Балканот за таа работа. И сега, најмало приликом буџетот и неговото распоредување, најголем процент треба да се даде точно во науката, спремање, подковување на кадри кои покасно, како спремни кадри, завршил факултет, завршил магистратура, завршил специализација и докторат, и со тоа оди во производството да го подобри производниот процес, да го осовремени и така завршил натаму. со учење, а не купил факултет. Да. А ние имаме на список многу и доктори, и специјалисти, и магистри, и се, а позадината, значи, науката ја немаат, не носат наука. Буквално ја нема и на позадина стои празно по однос на знаење и негова апликација во производството. И сега ние се прашаме што сакаат земјоделците. Земјоделците сакаат добро припремени институции, со добри стручни кадри кои ја совладале материјата, знаат кога да се земе анализа на почва и на производителот ќе му кажат ќе ставиш тоа, тоа и тоа за да добиеш квалитетно производство за европскиот пазар. Ќе прскаш тогаш врз основа на диагностика, врз основа на следливост, ќе прскаш тогаш и толку пати колку ќе ти каже институцијата зад кој стои, бидејќи ги следи развојот на болестите, на штетниците и на тие чинители што прават зло во производството. И производителот, јас сум убеден, ако се верзира во таа насока, па тој не е луд да прска 20 пати плига да му никни на грб. Тој ќе ја слуша науката и ќе има добро производство. Тој не е луд да извади од джеб да купи 10 брејки ѓубре, а може би треба 2. Анализата ќе покаже. Сето тоа е пропуст на општеството, на системот, каде што, ако вие одете во Скопје, ние имаме најсовршени институции, мрежа поставена и у владата, 24 министри, чак и министри без ресор. Важно е министри. Имаме, значи, голем, државен, непотребен апарат кој зима од буџетот и го осиромаштува стопанството. И сега одиме во еден толку лош правец, каде што задолжувањата во догледно време ќе бидат неминовно, бидејќи имаме луѓе кои во државните институции буквално одат на гости, а не да сработи нешто со квантумот на знаење во производството да биде врзан, обврзан и да на месечно ли ќе биде, годишно ли ќе биде, зависи од функцијата, да даде извештај што направил и што е добиено. Наместо тоа, ние имаме импровизација, значи длабоко влегување на политиката во стопанството, посебно во земјоделието, посебно со нечестната приватизација. Имаме еден тотално пихтијаст аграр, неорганизиран, каде што трговската сфера, зелката беше 5 денари откуп, компирот беше 15 денари или 12 денари. Значи, со еден збор, правиот производител што има останато овде, бидејќи од тие 74 села во Струмичко, преку 60%, 70% младите, енергични, способни,
работно способни луѓе, се во странство. Тоа е случај Тоа е со останато, сите не е само во Струмичко Тоа тоа. е На случај со Струмичко сите беше градови. Белек во бивша Југославија со најголемо производство, градинарско производство за бивша Југославија. Сега ви велам, тие што се останати велат, ние сме на крајот и ние повеќе не сме почитувани со тоа што вложуваме труд и со откупните цени. За науката имаме прилог да го погледнеме колку науката помага во земјоделското производство. Во животот на секој човек, пред да ги направи првите чекори на зрелоста, се отвораат многу патишта. А дали ќе биде избран вистинскиот, оној по кој ќе чекори со душа и срце, со ентузијазам и задоволство, пат што ќе исполни содржината на човековото постоење. За многумина, главно млади луѓе, на крстосницата на животот ќе се соочат со најголемата дилема. Каде натаму? Што потоа? Човекот, на кого му ги посветуваме овие минути за дел од еден живот исполнет со борба за осознавање на сопственото постоење во простор и време, денешно, е доктор Ристо Вучков од Струмица. Ова е неговата ординација, а неговите пациенти се болните растенија, зашто овој релативно млад господин е доктор на земјоделските науки, специјалист да ги заштити растенијата од болести и штетници, да дадат обилен, квалитетен род, бидејќи земјоделецот во нив вложил и многу труд и доста пари. Дали господин Вучков на таа животна раскрсница го одбра вистинскиот пат? Или можеби овој земјоделски крај, како што е цело Струмичко, го предодреди да биде агроном, врзан за земјата и земјоделците? На временска дистанца од речиси 20 години, можеби и повеќе, во ова динамично, чудно време,
не секогаш ќе се најде простор за сеќавање на изминатиот пат. Но понекогаш, може би и не случајно, ретроспективата како да ги расчистува патиштата идни. Како беше, каде беа почетоците, првиот контакт по факултетот со непосредното производство и се така, сеќавања. По завршувањето на факултетот, на земјоделскиот факултет, по препорака на еден мој почитуван професор, добив препорака да навистина пред вклучување во науката најмалку 4 до 5 години поминам во праксата. И тогаш првото мое запослување беше во ЗИК Струмица од Струмица, каде што со 4-5 годишно практично искуство ги совладав оние основни агротехнички, па и заштитни практични мерки во производниот процес. Потоа, моето патешествие продолжи во Институтот за земјоделство во Струмица, каде што тука беа првите контакти, она прво навлегување подлабоко во она наука и нејзината апликација во производниот процес. Тука почна специјализацијата, магистрирањето, покасно и докторирањето. Тука поминав по нешто повеќе од 10 години, кои беа значајни години, би рекле, за она интензивирање на земјоделското, на градинарското производство. А тука може слободно да кажеме дека секојдневното поврзување на науката со праксата беше основот на нашето работење. Со реализација на одредени проекти, со реализација на одредени иницијативи и проблеми кои се јавува во производството, со одредени болести, кои навистина, за кои голем дел веќе во голем дел имаме и одредени кој е нешто навистина во Република Македонија се потенцијален проблем, а Струмичкиот реон како еден интензивен реон, тука нематодите причинуваат веќе видни штети. И за тоа се предопределив по специјализирањето кое беше од ентомолошката проблематика, потоа магистрирањето кое гласеше за фузариумот од проблемот на фитопатологијата и да финиширам токму за еден актуелен жив проблем, а тоа е нематологијата, кое нешто, за кое нешто сега заеднички бараме решение како и на кој начин нематодите да ги сузбиеме и да најдеме решение за спречување на нивното ширење. Сознанијата ќе резултираат со желбата сето тоа да се преточи во научен труд, што ќе го верификуваат високи научни институции. На почетокот на 1991 година на Универзитетот Јосип Јурај Штросмајер, Република Хрватска, Ристо Вучков ќе се здобие со титулата доктор на земјоделските науки, прв од областа на нематологијата во Македонија. Ристо Вучкова за доктора знаности iz područja biotehničkih znanosti i znanstvenog polja agronomije. Kolega, čestitam. Molim također kandidata da se upiše na knjigu doktora znanosti našeg sveučilišta.
И што натаму? Докторската титула и сознанијата што ги акумулира во себе, сета пракса, сето тоа ќе го доведе уште пред еден, може би и потежок испит. Докажување пред луѓето што го окружуваат, пред земјоделците и решавањето на проблемите што се испречуваат во производството. А времињата нови. Ги нема веќе големите комбинати, ниту можноста за брзо и ефикасно делување, време за непосреден контакт со земјоделците, слободно движење. Но новото време ќе отвори една нова страница во која се говори за слободата на човековата мисла и делување, за приватната иницијатива како незаменлив фактор на прогресот. Со осамостојувањето на Република Македонија 1991-1992 година и оние позитивни законски прописи за приватизацијата, јас имав можност да отворам прв советодавен центар во Република Македонија. Тоа го направив од причина што мојот немирен дух едноставно во мене збореше дали и колку сум способен да решам некои проблеми во производниот процес. Со тоа приватизирање, со отварање на таков сервис, требаше да ја утврдам, да ја верифицирам она моја досегашна научна работа која ја работев. И 1991-1992 година го отворив овој прв приватен советодавен центар и до сега може слободно да кажам дека имам повеќе од 2000 клиенти од Република Македонија, од различни реони, каде што успешно комуницираме, соработуваме и даваме одредени ите како добри доприноси во практично решавање на проблемите, како во оранжериското, пластеничкото и производството на отворено. Морам да кажам дека сатисфакцијата за тоа е голема, бидејќи навистина задоволство е кога ќе слушнеш од земјоделскиот производител кој без надеж има одреден проблем во пластеникот, дојде и на еден начин со својата мака и безнадежност дека нема решение за тоа, да после нашата интервенција на 10 на 15 дена каде што редовно го обврзуваме производителот да дојде на контрола, тој да после 10 до 15 дена дојде и каже дека веќе има подобрување на состојбата, има санација на одредени појави и дека производството е во позитивна насока и дека и тој очекува добро производство. Ден со ден бројот на клиентите се зголемуваше, ние ден со ден се потврдувавме со онаа што е суштинското, а тоа е вградување на сите научни сознанија во тоа производство. Јас денес со гордост можам да кажам дека контактирам со повеќе од 13 светски институции, каде што редовно комуницираме и штом дојде некое ново решение за одредени проблеми во производството, ние практикуваме да ги ни вградиме. Ке направи храбар чекор. Својата и судбината на неговото семејство ке зависат од неговото знаење, од директната работа на теренот и во лабораторијата, од успешноста на терапијата што ќе ја препише за лекување на посевот. Прв ќе отвори приватен советодавен центар. Во неговата ординација, како и во хуманната медицина, пациентите носат примероци од заболените растенија, на преглед, бараат помош. Интервенцијата е брза, наитно се прават лабораториски анализи, се оди на терен, на нивата, во пластеникот или во оранжериите под стакло, а потоа вистински рецепт со диагноза и третман за лекувањето на болеста, што од ден на ден постојано се следи.
мораше да создадеме одреден принцип на работа и контакти со земјоделските производители. Бидејќи едукацијата кај нив е на многу ниско ниво во поглед на примена на средствата за заштита. Ние го создадовме првиот земјоделски рецепт во Република Македонија, каде што со име и со презиме, со диагноза на болеста, со предпишена терапија, гарантиравме и гарантираме успех во производството. А тоа нешто навистина заслужува внимание, затоа што тука земјоделскиот производител стекнува одредена сигурност дека од сето тоа што го превзима има одредени резултати. Освен за третманите, оние хемиски третмани, создадена и првиот таков лист, да кажеме, за агрохемиски анализи на почвата. Тука се, врз основа на лабораториска анализа, се испитуваат присуството на макро и микроелементите и врз основа на состојбата во почвата, ние даваме препорака каде што гарантираме дека по таков усов, со таков режим на исхрана ќе се постигне саканиот резултат. Сето тоа го збориме врз основа на оној економичен аспект каде што земјоделскиот производител е заштитен од безобзирното фрлање, што е практика за сега и стихиско фрлање на минералните ѓубрива, количини кои можеби нема потреба да се фрлаат, а токму анализата укажува на тоа колку и во кој однос ѓубре треба да се фрла. И со хемиските средства, значи нема потреба од 15 или 20 третмана што порано беше, туку сега си има една целосна редукција на пестицидите со понатамошна можност за примена на исклучиво органски препарати за сузбивање на одредени болести или штетни инсекти. Сето тоа во интерес на производителот и консуматорот, економично и еколошко производство. А во тоа, како што рековме и порано, ја гледаме и иднината во квалитетниот производ кој ќе биде успешно и квалитетно верифициран на европскиот пазар. Многу брзо земјоделците, но не и само тие, туку и многу еминентни институции и научни работници од земјоделската наука за доктор Ристо Вучков ќе кажат убави зборови. Ние како јавна научна институција, Институт за јужни земјоделски култури од Струмица, имаме блиска соработка со доктор Ристо Вучков, кој што е еден од пионерите во областа на заштита на растенијата во овој регион и пошироко во Македонија, бавејќи се со проблемите од заштитата на растенијата како што е нематологијата, која што е една од позначајните области во заштитата на растенијата, и можам да кажам дека нашите две организации и тој како истражувач имаме блиска соработка во областа на научно-истражувачката работа, а посебно во последно време кога го доби статусот на самостоен научен истражувач, веќе рамката во која што може да соработуваме во смисол на конкурирање на пред различни институции во изготвување на различни проекти, веќе има нови димензии, веќе може да се зборува за една поквалитетна соработка. И камо среќа да има повеќе такви луѓе во Македонија кои што би му дале нов квалитет на земјоделското производство, нудејќи разни услуги, совети, што се заедно ќе даде допринос во поквалитетно земјоделско производство. Господин Христо Вучков, който е изключителен експерт в областта на растителната защита и приложната нематология.
Господин Ристо Вучков, кој е исклучителен експерт од областа на растителната заштита и нематологијата, со него фактички сакаме да го проучиме и да ја прошириме нашата работа во областа на најопасните нематоди за земјоделството, кои се среќаваат и во Бугарија, и во районот на Струмица, па и во Македонија, воопшто. Тоа е една многу тешка специјалност и затоа во светот специјалистите се многу ретки, уште помалку жените специјалисти. Но вие во Македонија го имате Ристо Вучков, вашиот прв нематолог, со кој повеќе од 10 години сме во контакт. Најнапред започнавме со општа разработка, за да видиме каква е состојбата со заразеноста на почвите тука. Какво е состојанието, заразеноста на почвите тук. След това излезахме се на публикација в Охрид. Потоа издадовме една публикација на една конференција во Охрид. Сега ќе направиме нова. Но најважно е, според мене, а и доктор Вучков, да започнеме со алтернативни методи за борба, со што ќе се избегнат пестицидите и хемиските средства за борба, кои фактички ја нарушуваат биолошката рамнотежа на почвата и ја загадуваат околината. За борба, които фактически нарушават биологичното равновесие на почвите и замърсяват околната среда. Одгледувањето на цвеќе е макотребна работа, тешка, али сепак со долги години испаѓаме на крај со тоа. Така да садењето на герберот и одгледувањето на герберот претежно ние го посадуваме, а после тоа имаме заштитар наш, тој е од Струмица, Ристо Вучков. Со него контактираме, со него по телефон одиме за Струмица и така воспоставаме врски да се заштитата да биде на време секој пат. До сега мислам дека работата со него покажува голем резултат. Затоа што герберот е малце специфичен, не е некоја билка што не сака многу внимание. Па сите заштитни мерки тој ни ги кажува, сите препарати, земја и испитување, се е од него. Кога ни беше за болен герберот од минер, нападнат од минер, никако не може да му најме ние лек. Со него контактирав и тоа неверојатно како през ноќ да го снема минерот. Ми даде некои препарати, што знам тамо, тригар, како се више не го знам, ваништо многу успешно. До тога прскав со ланате, прскав со сите други инсектициди, немаш успех. А со него, и од тога почнав, тоа беше пред 6-7 години, од тога почнав редовно со него да контактирам. Бидејќи он не е трговац, он е прав агроном за по моје, разбираш, кој теренац, кој на лице место го гледа растението, после дава диагноза, па дава препарат и многу успешно. Исто така ми го нападна и црв карамфилот. Земав од секаде препарати. Пише стварно на тие препарати за црвје. Оди да прскаш како хорма да му давам на црвот, а не оддовка е Ристо. Како рече, така направи. За една ноќ црвјот беше уништен. Таа вече кога го прска, утре црвјот беше уништен. Во секој случај, науката и практиката морат да се соединат. Затоа што не знаеш во кое време ќе ти притреба помош од истата. А добро е, еден плюс е тоа повеќе што во самиот наш регион постои еден таков човек, господинот Ристо Вучков, што на секој мој позив е спремен во било кое време да дојде на лице место и да установиме дали нешто има потреба да се интервенира или не, дали тоа ќе биде со совети, дали тоа ќе биде испитување нешто на земјиште, растенија и така натаму. Теорија и практика, секојдневно докажување. Тоа посебно се цени и во најразвиените земји кои за ваквите стручњаци знаат и добро да платат.
но Ристо Вучков останува во Струмица и Македонија, не подценувајќи ги странските искуства. Доаѓа моментот кога во праксата навистина ќе се верифицираат и ќе бидат вреднувани оние постапки од стручни лица кои ќе резултираат, бидејќи резултатот е крајниот дел од неговата вредност како научен работник. Досегашната пракса која беше во поглед на многу научни работници, а проблемите остануваа, треба да биде минато, бидејќи навистина секој научен работник ќе биде вреднуван кога на еден начин ќе покаже на теренот решен проблем од одредена област, што е всушност во западните земји практика. И токму при мојата посета во Калифорнија, одбраната на докторската дисертација е формален чин, но таа се верифицира тогаш кога 1-2 години тој стручњак ќе покаже на теренот дека 5 или 10 насто го зголемил производството со вградување на оној научен, на тој чин од науката, при што верификацијата токму практиката моја дава дека успеа во тоа. Ние сме навистина се уште далеку од тоа, од таквиот чин, но за мене како прв приватен советодавен центар, господинот производител, кога е тој задоволен, сатисфакцијата за мене како стручњак е голема. И во тоа верувам дека ќе продолжам со уште поголем ентузијазам, а тоа значи комплетирање или ангажирање на голем број млади, перспективни кадри кои имаат афинитет према наука и кои ќе добијат смерница да по одредени области, дали тоа било хербологија, фитопатологија, фитофармација, ентомологија, секој од нив да има специјалност со кое нешто ќе треба да одговори на теренот. Со таквиот пристап ние можеме да очекуваме подобри денови во заштитата на растенијата во Република Македонија. При оваа моја надградба имам повеќе посети во повеќе европски земји и надвор од Европа. И навистина при посетата на такви институции и согледување на и консултации со стручните лица кои ги имавме, согледувањата се дека стручната подковеност е основот за вреднувањето на стручњакот во западните земји. При мојата посета и во Швајцарија, и во Холандија, и во Калифорнија посебно, каде што навистина се гледа одма тој позитивен афинитет од луѓето кои бараат и да ангажираат такви стручни лица, велат дека секогаш има место за такви стручњаци со фамилиите за добра екзистенција. Но јас навистина сакав и сакам, а и ќе обстојувам тука, сакам навистина во Република Македонија, да во тоа парче земја каде што аграрот навистина е доминантен, каде што имаме големи можности да создадеме нешто кое ќе биде и како интересно на име производ за европскиот пазар. А за тоа можностите се големи, само ни треба една добра организираност и права стратегија. Дали научниот опус има граници? Кога човек може да рече дека го оствари планираното? Во случајот на овој човек нема граници. Има само мисла што се следи. Посветеност кон човекот земјоделец, човекот што произведува храна за сите нас. А храната треба да биде здрава, во интерес на човековото здравје. И оттука, може би звучи парадоксално, но само наизглед доктор Вучков, како заштитар на растенијата, во исто време е и вистински поборник за она што се нарекува органско или еколошко производство. Дојдов до идеја како и на кој начин да ние да едноставно помогнеме на луѓето во поглед на земјоделскиот производител, безобзирно да не фрла пестициди, бидејќи тоа се опасни отрови, а тој има економски издатоци, а од друга страна консуматорот не е никогаш должен да консумира производство кое има 20-25 третмани од некои опасни отрови. Целта на овој сервис токму е тоа вградување на науката и барање на можности како и на кој начин да се воспостави правата диагноза за оболувањето и како да се препише правата терапија
со точен одмер на средствата, моментите на третирање и сите околности кои делуваат од оној стручен, практичен аспект за ефикасно сузбивање на одредена болест или штетен инсект. Освен за примената на пестицидите, не помалку значајно е безобзирното фрлање на минералните ѓубрива. Знаеме дека во Република Македонија на вистина тој тренд се поголем во безобзирната примена на минералните ѓубриви е присутен, без да знаеме во почвата што ние имаме. Овде, со агрохемиска анализа, со комплетната лабораторија која веќе имаме, каде што може да се утврди моменталното присуство на макро и микроелементите во почвата и врз основа на анализата да ние дадеме оној однос на ѓубриво кое е неопходно и во количини колку што треба за нормален принос кај растенијата. Тоа го правиме од причина како и на кој начин да се заштедиме од тие преголеми количини на фрлање на ѓубрива, каде што знаеме дека тука нитратите доминираат, а тие се транслоцираат во плодот покасно и тука имаме навистина голем процент на оболувања кај луѓето, па имаме и најнови сознанија дека и ракот кај луѓето токму од таа деградација што ја вршат во организмот, нитратите делуваат токму негативно врз истоштување на организмот и појава на одредени болести. Значи, со еден збор овој приватен професоветодавен центар се впушти во она што е најзначајното, а тоа е како да се оди кон економично производство од една страна, а од друга страна да се заштити оној параметар на еколошкиот аспект кој е засега за жал потиснат од економските интереси од хемиските индустрии и тука со таквото наше спојување и делување ние сме убедени во таа стратегија дека тоа е иднината за Македонија. Еколошко и економично квалитетно производство со добар асортимент кој го бара европскиот пазар. Во животот на човекот навистина се отвораат многу патишта, но за овој човек еден пат беше предодреден – патот на земјоделската наука и практика. Електронските медиуми ќе му овозможат своето знаење и совети да ги пренесе до голем број земјоделци. Стотици емисии за земјоделците и многу други гостувања на националната и локалните телевизии се само уште еден негов ангажман. Можеше да биде спортист, познавајќи ја неговата упорност и спортска градба, веројатно успешен фудбалер. Но љубовта кон земјоделската наука, непосредноста на комуницирање, борбата за здрава животна средина, зашто и стана председател на еколошкото друштво Озон од Струмица, сето тоа имаше многу поголема специфична тежина на кантарот на одлуките. Што следи натаму? Кои се идните чекори? Вообичаено прашање, правејќи ја скицата за портретот или можеби само профилот на овој човек. Некој одамна рече, светот е само едно големо глобално село. Ние ќе додадеме. Македонија во тоа глобално село е само едно мало парче благословена земја на која ќе успеваат многу плодови, како дар на природата. Во неја ќе се раѓаат умни луѓе, што ќе остават белег за доброто на народот свој. Доктор Ристо Вучков е еден од нив, а сепак наш обичен човек, наш сограѓанин.
на крај сме од емисијата, што ќе заклучиме? Од прилогот, тоа е мојата животна судбина, да јас влезам во земјоделието, сакајки да го внесам во еден голем напредок, бидејќи во светски размери и у Калифорнија видов како фармерот со институциите работи, и во Швајцарија, и во Италија, и во Холандија, нема каде што не бев. И, значи, со таквиот чин на нешта, на таа контрола на стручњакот и земјоделскиот производител, како тој, видовме еден типичен пример, зашто кога вие одете на лекар, лекарот ви дава рецепт за да земете некакви препарати, нели, за вас. Зошто тоа да го нема земјоделецот, да оди кај стручњакот, да му каже ќе одеш, ќе купиш тоа, тоа и тоа и ќе прскаш со тоа, тоа и тоа. Да, ма некој има одговорност за тоа што го дал. И што е најважно, сега можеш да влезеш во апотека, да земеш прва група отров, да го земеш, можеш да го пуштиш Па гледаме било колку ланат е присутен на улиците. И можеш да направиш големи штети, а никој за тоа нема никаква одговорност. Тој апотекар треба да има една рецепта зошто треба да му го даде тоа. А тоа треба стручњакот да го утврди. А стручњакот во Скопје ќе се напие кафе, ќе се прошети, ќе си оди дома. А за тоа зима дебела плата и од буџетот. Со еден збор, овој прилог што го видевме, тоа е мојата животна судбина, сакајки да јас дадам допринос во аграрот. Такви екстеншн сервиси има во странство. Каде што производител дојде со растението, се диагностицира што и која болест има и му се дава препорака што треба да превземе за да добие квалитетно производство. Но, тоа во Република Македонија, бидејќи имаме сите светски хемиски индустрии тука доаѓаат и тука е исклучиво профитот. Аптекарите се тука најзадоволни, они возат мерцедеси врз незнаењето на земјоделецот. Земи го тоа, тоа и тоа и тоа. Прскај така, така и така. Значи, уште сме стихиски, целосно разединети по однос на аграрот. А разединетоста доаѓа од точно катастрофалната приватизација која е направена, каде што бевме голем производител, можеме да бидеме голем производител, а сме во една статус-кво ситуација каде што со приватизацијата има неколку газди и тој производ што се ствара, ако има појаки контроли, колку ppm резидуи, кој како применува препарати, ќе имаме хаос. Но ред е да се свати една работа, тоа е целта на прилогот. Во науката треба да се вложува да излезаат кадри. Република Македонија имаше еден професор Минев кој направи 20-30 добри стручни лица. И кавадарци ги има, и струјмица ги има и се. Сега, ако одете во факултетот, ама нема никаква база, основа за тоа да се свати дека треба да излезаат стручно способни кадри, додат во производството, да го контролираат производството и да дадат сугестии колку пати да се прска, колку ѓубре треба да се фрли, што е многу значајно за да добиеме еколошки производ, кој е многу значаен по однос на здравјето кај луѓето. Оти исхраната и неизната токсификација. А ја прима човекот, тука се јавуваат тие најопасни болести и сите прашаат од каде. Сосема за крај, колку јадеме квалитетна храна со оглед на тоа дека производството во државата не е контролирано од науката? Па не случајно во повеќе наврати, еве и оваа година имаше, од Хрватска се вратил хладњача се вратила со пиперка, имало
некој резидуи од некој недозволен препарат. Резидуи во краставици и така натаму. Меѓутоа тоа се контролира храна која што треба да замине од Македонија. Колку во Македонија македонските граѓани јадат квалитетни производи? Тоа статистика води одредени следене. Ако се види дека во Република Македонија подхитно треба во науката да се одделаат средства, да се спремаат млади кадри и тие кадри да го контролираат тоа парче земја, секој земјоделски производител да биде во контакт со таквите установи и да биде европски производител на храна. А европски производител на храна значи разумно, смислен пристап во производство на храна, значи пестицидите дел од нив се веќе забранети, затоа што имат голема отровност. Таквата установа и таквите кадри кои ќе се спремат, ќе имат обзирност да помогнат на земјоделскиот производител да тој троши разумно, смислено, бидејќи тие се скапи, и ѓубривата и препаратите, тој кога ќе му се каже од инстручњакот, наместо 8, ќе прскаш 3 пати, тој ќе го прифати. Зашто? Не ќе да троши и нема да има проблеми од тие заштитата најтешка. Наместо 10 врејки ѓубре ќе му каже стоп, треба 2 врејки ѓубре, но тоа што фали. Он 8 врејки ги заштедува. Сето тоа земјоделскиот производител е толку мудар да го разбере. Но тука постои она тампон зона за младите деца. По-добри се кафичите, подобра е политиката, уште од млад влезол во политика и сака да биде советник и гледам политиканство. И таму има профит во земјоделството дефинитивно. И се чудам сега со тие препирки политички што се. Млади деца пуштени и они да зборат во името на партија зборат. Тие деца треба да учат да се надградуваат, додат во сосема друга насока за производ, за духовност во државата, помош на тој земјоделец, бидејќи во догледно време ќе видиме сами дека стратегијата од осамостојувањето целосно е погрешна, кога аграрот секогаш е на последното место од сите значајни работи. Значи, науката, што го видовме прилогот, тоа е еден редослед како да ние добиеме нетоксифицирано квалитетно производство кое ќе одговара за европскиот пазар и ќе биде барано. И наместо тоа, ние имаме целосно запоставување на науката и нејзината апликација во производството. И гледате по расподелба на буџетот за науката со години, тоа го видов од статистика, ми дадо еден податок, колку пари се одвојуваат за спремност на кадри за стопанството, што е една од најзначајните работи. Затоа што стопанството и земјоделието ствараат нова производна вредност од која ќе се полни буџетот. Наместо тоа, ние имаме длабока инкорпорација на политиката и повеќе се дискутира за политиканство, не политика. Бидејќи ние примавме луѓе у парламентот да не представуваат како да имаме подобри денови. А тие меѓу нив, тоа што го прават, тоа е циркус кој навистина недоследно ја представуваат нашата доверба која е дадена за да тие бидат како што треба. Со еден збор, моје мислење дека на науката треба да им се даде поголемо внимание, да се произведат стручни кадри и да се аплицираат во производниот процес, во стопанството, за да имаме подобри денови за државата. Благодарам, професоре. Ова беше уште едно издание на Агроспектар. Благодарам што бевте со нас. Имајте секое добро.